добар ден до сите представници на медиумите. Ви благодарам што одвоивте дел од драгоценното време, особено што е викенд. Меѓутоа, има теми кои што не се битни дали е викенд или делник, туку мораме да ги продискутираме отворено за да спречиме некои работи што се случуваат. Едни од тие теми за кои што имаме сериозна замерка и кои што не чинат сите нас, особено младите и први кои што изаминуваат младите се разбере на дворешната политика, ние за жал сме сведоци дека за само година дена ВМРО да помене донесе такви порази на меѓународен план да денеска за дипломатија се зборува како дипломатија која што нема компас, која што не се знае во кој правец оди и гледаме какви се веќе последиците на сето тоа што се случува. Наместо интеграција добивме изолација. Наместо европска иднина добивме европска блокада. Наместо напредок и гордост, како што ни беше ветено, добивме назадување и добивме понижување. И ако сакате најотворено, бидејќи зборува премиерот за периметрот, ние наместо во периметрот, ние денеска се наоѓаме целосно на периферијата на збиднувањето во Европа и во светот. Сето ова се должи на една исклучително лоша работа на министерот Муцунски и неговиот шеф, кој што бередашат за жал во низа порази еден до друг. Она што за жал го сведочиме во последниот период е тоа што се најавува како најголем срам во поновата историја, тоа е заканата за бришење на македонскиот јазик, ако сакате бришење на македонскиот идентитет во Европскиот парламент. Значи, за само 365 дена успеа во наводници да го прокоцкат она што толку макотрпно, а дојдовме и се трудевме да дојдеме до тоа да го зациментираме. Еднаш за секогаш, велам еднаш за секогаш, бијќи секогаш беше оспоруван. А тоа е нашиот идентитет. СДСМ обезбеди јазикот да биде впишан во преговарачката рамка. СДСМ обезбеди да се потпише договор во Фронтекс, без никакви звездички, без никакви додавки, без фусноти какви што знаевме да ги гледаме назад на дното на документите. Туку многу прецизно и јасно набележани. СДСМ обезбеди, успеа да го обезбеди македонскиот јазик во сите официјални и многу битно обврзувачки документи на Европската унија, без разлика дали станува збор за Европската комисија, за Советот или за Европскиот парламент кој што е актуелен. За да сето тоа гледаме дека за година дена се срозува и се доживува доживуваме како пораз, се разбери така натаму. Сето ова не е случајно. Сето ова е една логичка последица на лошите последователни политики кои што на нас да ги гледаме од страна на министрот Муцунски и неговиот шеф Мицкоски. И ние укажувавме на тоа дека ќе дојде до ова. И за жал тоа и се случи. Ако се дружите со Орбан, кој што знаеме колку е омилен во Брисел, и ако Орбан ви ја кажува насоката кон Европската унија, односно дворешната политика, ќе го добиете ова. Ако, како што вели извештајот, зимате унгарски кредити, а всушност се кинески пари, тогаш ќе дојдеме до ова. Ако во Обединетите нации ние не ја поддржуваме декларацијата на Европската унија поднесена од Франција и од Германија, туку гласаме воздржано, со што сме една од трите земји, Унгарија повторно, Белорусија и ние. И единствена земја во регионот кој што тоа не го прави. Затоа добиваме во извештаот забелешка како ние сакаме да бидеме дел од Европската унија, не ја поддржуваме декларацијата, не ја поддржуваме политиката на дворешна Европската унија. Или ако во домашните медиуми и домашната јавност форсирате и сте покровител, отворено се каже, на една анти-ЕУ политика, тогаш ќе добиете ваков извештај за жал кој што го негира нашиот идентитет. За жал, министрот Муцунски нема ниту еден резултат, ниту една победа, ниту една иницијатива. Туку добивме министер кој што е најизолиран и по број на посети, на било кој што ни доаѓа овде, ние за година дена немаме министер за надворешни работи од регионот кој што ни има посетен. 0 посети. И тоа е нешто за што мора се дискутира. За година дена ние доживеавме дебакл и тоа е она за што реагираме денеска на нова пресконференција. Она што можам на крај и сакам да го пренесам е тоа дека СДСМ ќе продолжи понатаму да се бори, да се вратиме како држава на победничките патики, на патиките на успех. И ние како партија ќе се бориме, без разлика што сме во опозиција, дури и исто пожестоко, да го заштитиме македонскиот јазик, да го заштитиме нашиот идентитет, да ја заштитиме нашата иднина.